Последнава случка што се случи во градскиот парк Скопје беше месецов, 15 мај. Јас си се шетав со мојот точак, влегов на крај оваа ливада и догледав целосно гол маж, соблечен, како мастурбира. Кога ме виде, избега. Нормално јас се јавив во полиција. Им кажав дека не е ова единствен случај, дека скоро секој ден веќе среќавам мажи во парков што мастурбираат, се кријат зад грмушки, демнат, гледаат во девојки, во парови што седат. Исто така, никогаш се случува и на Летниковец кога ќе седнам на клупа да пијам кафе, карши мене ќе седне, почнува да се допира доле. Значи било каде, мислам, во парков каде и да седнам, веќе не се осеќам безбедна и се јавува доста голем револт кај мене, што решив конечно да го пријавам тоа и да го кренам својот глас, бидејќи не е нешто што треба да се третира како нормална појава, бидејќи не е нормално, вие се настрани луѓе и треба да се реагира. Јас со години доаѓам во градскиот парк да се релаксирам, возам точак. И да, ова уназад години веќе го имам сведочено, поготово во летниот период, пролет, лето, значи, да се појавуваат едни исти манијаци кои што демнат и ќе седнат и почнуваат да се допираат или да се сооблекуваат. Некојаш се смелуваат и поблиску да седнат, као на клупата до тебе, некојаш као од малце подалеку, ама како и да е, ова е нешто што се случува веќе со години, веќе јас сум тука редовно, сум се дочела многу пати на такви дешавки, сум слушнала и од мои другарки. Истото им се случувало во парков, меѓутоа никој не се охрабрил да пријави, да превземе нешто, се го третира тоа како нешто нормално, као што ќе направиш, што ќе им правиш. Болни се, настрани. Кога парков е попуст, кога нема луѓе, обично за викенди, сабота, недела има премногу луѓе, тогаш не се толку охрабруваат нормално. Вака од понеделник, вторник, значи обичен работен ден, многу често се случува, поготово, значи, како што претходно кажав, нова ливада и кај Летниковците, во вториот дел на паркот, кај езерото, на клупите. Значи, вториот дел на паркот дефинитивно ќе го посочам како најризично место, најмногу во топлите периоди од годината. Сред бел ден, значи нема врска навечер дека само ноќе се појавуваат, не. Јас обично се шетам преку ден во парков и најмногу преку ден ги имам затекнато. Сметам дека ако редовно патрулира полиција, па дури постават надзорни камери во поопасниве делови од паркот, и нормално ако општинава се погрижи за овој дел ливадава да се коси редовно, да не биде вака како шума запуштено, да им се возможува лесно да се кријат, сметам дека и како ќе води со плод, бидејќи тие се плашливи луѓе, не би се осмелиле толку дрско пред полиција да парадираат така голи дефинитивно. И сите и ние, и жените, и децата би се осеќале многу побезбедно во парков да се шетаме. Зашто јас да не се чувствувам безбедно кога шетам сама во градски парк? Мислам, ова е сепак градски објект, не е шума, џунгла, во град сме. И мислам дека треба да се чувствувам безбедно кога шетам во парков, а не да чувствувам дека секој момент ќе ми излезе некој манијак гол да ме нападне. Јас пријавив прв пат на 15 мај, како се случи дешавката за целосно гол маж да видам во парк, како мастурбира. Тие
човекот што ми крена во полиција рече фала што се јави, што пријави, ќе испратам луѓе да погледнат, да видат дали е уште таму, ме праша. Реков не знам, не сум веќе јас таму да го чекам него дали ќе се појави пак, викам избега, сигурно е избеган. Не знам дали превземале нешто или само така ми кажале колку ета да ме смират. Не знам стварно. Тоа не сум сведочела да дојде полиција да видам, не остана во паркот. Многу пати сум слушнала коментари од типот на па не оди таму во парк, иди во кафич, зашто се шеташ сама во парк. Битоа јас сум таков тип на човек што сака да избега од градската врева и мене паркот ми е омилено место во градот и нема да се откажам да доаѓам во градскиот парк, да им го препуштам на манијаците паркот. Јас сум тука израсната и паркот ми е омилено место. Доаѓам да се релаксирам, да медитирам. Луѓе доаѓаат да вежбаат, да трчаат. Мислам, здраво е да доаѓаш во парк, да подишеш малку чист воздух и сметам дека дефинитивно тоа не е никаква, не смее да се спомнува тоа као што си барала таму да одиш. Не оди таму, као тоа не е никаков одговор и решение за проблемов.